За 15 до 20% е зголемена потрошувачката на вода од градскиот водовод во Кочани во текот на овој јули во споредба со истиот месец минатата година. Во низинските села пак се испорачува за 100% повеќе вода во однос на останатите месеци во годината. Во изминатите денови, откако дневните температури се константно високи, системот за водоснабдување е постојано со максимална искористеност и остануваат само мали резерви за екстремни случаи. Сепак, водата нерационално се троши, а има изголемен број случаи на кражба на вода со заобиколување на водомерите. Ова беа дел од констатациите искажани на состанокот што во фабриката за вода се одржа меѓу раководните и стручните луѓе од комуналното претпријатие Водовод од една и градоначалникот Димитровски со инспекцијските служби од општината од друга страна. Секојдневните поплаки од граѓаните биле причина за средба на која ќе се побара решение за состојбата со која се соочуваат голем број граѓани во периодот од 15 до 22 часот, кога секој ден немаат вода. Се констатира дека вода за водоснабдување на граѓаните на општина Кочани има доволно, дека системот е активен, дека системот е во исправна состојба, меѓутоа одредени недоследности, одредени неправилности кои што се во користењето на водата се присутни повеќе отколку што се во оние, ако можеме да ги наречеме, нормални месеци, нормални потрошувачки месеци во текот на годината. Се донесе заклучок да заеднички настапуваме и општината со своите институции и комуналното претпријатие со своите инкасатори и технички служби, за да ова состојба што е можно повеќе се надмини, нашите граѓани имаат едно редовно водоснабдување во текот на сите 24 часа во текот на денот. На состанокот беше повторен апелот за рационално и разумно трошење на водата за пиење, бидејќи во Водовод не сакале да ја применат непопуларната мерка за рестрикции. За несовесните потрошувачи се најавуваат контроли и санкции. Покрај апелот ги повикувам да после овие контроли да не бидеме првата општина која ќе го спроведе законското решение од Законот за снабдување со вода и одведување на отпадни води, каде се третира кражбата на вода за кривично дело. Ќе бидеме приморани заради констатираните состојби и заради утврдените факти да применуваме и такви мерки. Ќе биде непопуларна, но мораме некогаш да ги жигосаме, оние кои ја злоупотребуваат количината им прават недостатоци на граѓаните. Според Папазов, лесно може да се случи Кочани да биде прва општина во државата каде ќе биде поднесена пријава за кражба на вода против потрошувачите. Како едно од подолгорочните решенија за намалување на прекините во водоснабдувањето, на состанокот беше изнесено мислење оти е потребно да се изградат уште неколку препумпни станици за критичните локации на повисоките места од градот.